Почитувани гледачи, денес е вторник, 24 мај. Започнуваме со регионалните вести. Македонската православна црква денес го чествува 24 мај, денот на сесловенските просветители, светите Кирил и Методи. Соборниот храм Свети Кирил и Методи во Тетово денес го одбележа патрониот празник. Денеска се празнува денот на светите браќа Кирил и Методи, основоположниците на словенската писменост, рамноапостолни благовесници на Христовата љубов и мир. Со света божествена архирејска литургија, чино началствувана од неговото високо преосвештенство митрополитот Тетовско-гостиварски господин Јосиф, во сослужение на свештенослужители од Тетовското архирејско наместништво, во соборниот храм Свети Кирил и Методи во Тетово денес беше свечено одбележан патронот на овој црковен храм. Чествувањето на празникот посветен на сесловенските просветители браќата Кирил и Методи привлече голем број верници. Беседа за ликот и делото на светите Кирил и Методи одржа митрополитот господин Јосиф. Возлюбени браќа и сестри во Христа, денеска го празнуваме споменот на светите словенски просветители, светите Кирил и Методи. Личности кои што ретко како некој како нив се удостоил со епитетот да се наречат рамноапостолни. И со гордост и со чест го носат тоа име, рамноапостолни словенски просветители и учители. Бог постојано си избира своји избрани садови за од нив да го излее своето благо и спасоносно слово, па да допре светлината и тамо каде што апостолите не стасале, што поради долгиот пат или поради многуте други поблиски земји што требало да се посетат. Такви сотрудници на апостолите и неизгасливи светилници на големиот словенски род се светите сехвални, рамноапостолни отци, учители и наши духовни татковци, божествените свети Кирил и Методи, кои црквата православна денеска ги прославува. Тие, откако го примија од Бога дарот на Духот и бидејќи беа послушни и смирени синови на Светата Мајка Црква, како нови апостоли тргна по нивниот пат и подложија темел на верата среде народи варварски, непросветени и диви. И насекаде го растераа мракот на незнаењето, излевајќи ја духовната сладост од устните. И се јавија како разрушители на секакво паганство, изгонители на бесовите, светлина на помрачените и, што е најважно, учители на младината. Не со меч и со оган, туку со несовадлива сила на љубовта Христова, со Слово Божјо, со неискажливо смирение, со проповедта на мирот Божи, ги освоија оние кои живееа во темнина и смртна сенка, па тие доброволно станаа поданици на Царството Христово. И ете, на темелот кој тие богомудро го положија, се издигна моќна духовна градба, како блескаво и неизбришливо сведоштво на верата и љубовта на Троичниот Бог. Со духовни песни светата богослужба ја збогати и Тетовскиот женски младински хор Менада под диригентство на маестро Ивица Зориќ. По литургијата верниците ја примија светата причест, а по повод празникот, благословени и прережани беа неколку кумски колачи, кои верниците ги принесоа во чест и слава на солунските браќа, а за здравје, среќа и благосостојба на нивните семејства.
Инаку по повод денот на сесловенските просветители Кирил и Методи, општина Тетово организира свечена академија во Центарот за култура Илјоантески смок. Програмата ја подготвија ученици од тетовските основни и средни училишта, а благодарници за дадениот придонес во образованието ќе добијат сите просветни работници, пензионирани минатата година. Гостиварската гимназија го чествуваше денот на сесловенските просветители браќата Кирил и Методи. Свеченоста се одржа во Центарот за култура. На свечена манифестација со пригодна програма Гостиварската гимназија го прослави денешниот празник 24 мај, денот на сесловенските просветители. Учениците под менторство на своите професори подготвија едночасовен колаж од музика, драма, рецитации. Беше прочитано и похвалното слово на Свети Кирил, напишано од неговиот ученик Свети Климент, кое важи за една од најпоетичните творби од старословенската литература. Еве, ни светна Христолюбци светлозрачниот спомен на нашиот преблажен отец Кирил, нов апостол и учител на сите земји, кој што огрее на земјата како сонце, со вистинска вера и убавина, како сонце на трисуштото божество, осветлувајќи го сиот свет. Божјата премудрост се содира храна во неговото срце и на неговиот јазик, како на херувимски почиваше секогаш Светиот Дух. Блажена да е твојата златозрачна утроба, од која му истече на мојот народ животворна вода, од одвора дојдена со моите молитви. Блажени да се твоите свети нозе, со кои се обиколи сиот свет, како сонце. Сиот свет проповедајќи од Бога, вдахновена наука. Браќата Кирил и Методи биле мисионери на христијанството, основоположници на словенската писменост и литература, и нивната работа била насочена кон описменување и културен развој на словенските народи. 24 мај беше прогласен за државен празник на Република Македонија во 2007 година. При силниот ветер што го зафати Тетово пред Пладнево, падна голема гранка од дрво на улицата Благоја Тоска. Собраќајот беше во прекин околу половина час, додека надлежните ја расчистија коловозната лента. Силниот ветер кој дуваше во Тетово пред Пладнево собори голема гранка од дрво покрај булеварот Благоја Тоска. Гранката заврши на покривот на еден од објектите лоцирани покрај булеварот. Во СВР Тетово пријавено штетување на покривот од објектот. Остатоците од гранките кои беа паднати на едната коловозна лента од булеварот Благоја Тоска беа отстранувани од Тетовската територијална противпожарна единица. Сообраќајот на оваа деоница беше во прекин околу половина час додека надлежните расчистија коловозната лента. Во Тетово други поголеми оштетувања од силниот ветер не се регистрирани. Започна реконструкцијата на патот од село Битуше до општинскиот центар Ростуше во должина од 1 километар и 200 метри. Градежните работи се очекува да завршат за околу месец и половина, а проектот ќе чини 7,5 милиони денари. За околу месец и половина се очекува да заврши реконструкцијата на патот од село Битуше до општинскиот центар Ростуше. Работите за обнова на овој патен правец во должина од околу 1 километар и 200 метри започнаа деновиве. Инаку по поминати повеќе од 35 години ова е прв градежен зафат на патот кој е во многу лоша руинирана состојба. Во Битуше постојани жители се околу 90, но нивниот број со враќањето на исцелениците од странство и од Македонија во текот на летните месеци достигнува и над 500 лица. Благодарност до владата на Република Македонија, исто до Агенцијата за помош и рурален развој на Република Македонија, општина Маврово и Ростуше. Значи, после 36 години се врши целосна реконструкција на патот од
село Ростуше до Битуше, значи во должина од километар и 300 метри. Тоа е големо значење, значи за ова село, бидејќи до сега луѓето што доаѓаат тука, патот беше значи дошта оштетен и ќе значи еден стимул за развој на прво на руралниот туризам, потоа значи имаме тука и некои погони кои исто така се надеваме дека ќе се активираат. Работите на патот Ростуше-Битуше се резултат на добрата соработка на општината и Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделието и руралниот развој. Овие институции досега реализирале повеќе други проекти во овој регион на Македонија. Значи се работи за пат кој што е 35-6 години нереконструиран. Значи ова е еден резултат на успешна соработка помеѓу Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделство и рурален развој и општина Маврово и Ростуше. Веќе неколку години реализираме повеќе проекти. Значи вредноста на проектот е околу 7,5 милиони денари, каде што предвидува комплетна реконструкција, како и изградба на односно проширување на двата мостови кои што се на патот до селото. Комплетната реализација или пуштање на патот во употреба треба да завршат за месец и пол и негде околу за Илинден да бидеме повикани повторно да направиме свечено отворање на патот, односно ставање на патот во употреба. Она што сакам да истакнам е дека реконструкцијата на овој пат е резултат на напорите на владата на Република Македонија да вложува константно во руралниот развој и во руралните средини, бидејќи животот на руралните средини е многу повеќе од работа на земјоделието и вложување исклучиво во земјоделието. Руралните средини имаат потреба и од сите оние работи кои што ги содржат веќе урбаните средини, како што се патишта, водоводи и канализации, и токму тоа го правиме преку програмата за финансиска поддршка на руралниот развој, каде што општините секоја година се поддржуваат за инвестиции во инфраструктурни инвестиции, обновување на селски патишта, обновување на селски улици, поврзување со регионални и магистрални патишта, поврзување на две села, како што е ова конкретниот пат што денеска започнуваат работите. Значи, во таа насока, во 2015 година, Агенцијата склучи договори во вредност од 2 милиарди денари со општините за вкупно 180 проекти инфраструктурни. 2017 година повторно очекуваме да отвориме оглас, каде што општините ќе може да аплицираат со своји проекти за обнова на руралната инфраструктура. Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделието и руралниот развој во текот на оваа година со 2 милиарди денари ќе помогне во реализација на 180 инфраструктурни проекти низ руралните општини во целата држава. Нови заштитни подрачја и објекти треба да добие Тетовско во наредниот период преку проектите на Министерството за култура за зачувување на културното наследство. Преку проектите за зачувување на културното наследство, нови подрачја и објекти во Тетовско годинава се најдоа на листата на Министерството за култура, со што ќе се обезбеди нивна обнова и заштита. Конзервација, реставрација како и пренамена ќе се врши на еден локалитет и еден објект од османлискиот период. Покрај интензивното работење на Тетовското кале, оваа година ќе се пристапи и на Лешовското кале. Ќе се работи, знаете дека на Тетовско кале доста се врши археолошки истражувања, конзервација, реставрација, така да оваа година ќе се пристапи на реализација на Лешочкото кале. Се работи, имаме уште еден значаен проект кој што е споменик на култура, тоа е Алим Бегова куќа, која куќа како споменик на култура целосно ќе биде реставрирана и промовирана во музеј. Во градот Тетово фокусот е на неколку инфраструктурни проекти, потенцира министерката за култура. Моментов, значи, се гради нов театар и простор за библиотеката, која што ќе се смести во новиот објект. Во Центарот за култура во Тетово се завршија фасадата на објектот, интериерното уредување на Центарот за култура и така натака. Стариот тамам исто така е целосно завршен, конзервиран, реставриран и таму се наоѓа, се разбери, уметничката галерија. Нешто што оваа година, значи, ќе се реализира како проект, а тоа е поврзување на шарената
новата џамија со стариот тамам, со еден мост за кој што се обезбедени средства од страна на Министерството за култура, така да доста се работи во делот на инфраструктурата, што мислам дека е од огромно значење за функционирањето и работењето на нашите институции, на стручните, се разбира, лица. Има и голем број на други проекти во делот на заштитата преку Управата за заштита на културно наследство. Министерството започна проекти за реконструкција на конаците во Лешочкиот манастир. Во музејот на Комунистичката партија во Тетово вечерва со почеток во 19 часот и 30 минути ќе започне петтото издание на меѓународниот филмски фестивал Watch Out. Вечерва во дворот на музејот на Комунистичката партија во Тетово започнува петото издание на меѓународниот филмски фестивал Watch Out во организација на Центарот за балканска соработка Лоја. Свеченото отворање во 19 часот и 30 минути, а првиот филм ќе биде прикажан во 20 часот. Фестивалот кој е уникатен во Македонија, со проекција на отворено, ќе трае 4 дена. Вечерва на програмата се два од првонаградените филмови, филмот Юнинг Оскар и Ука. Покрај нив ќе бидат презентирани филмот Бон од Германија и филмот Mirror Man од Литванија. Годинава се одлучивме во 4 фестивалски денови да направиме една компилација од филмови, така да програмите ќе почнуваат од вечерва до петок со почеток во 8 часот и секоја вечер ќе има различни филмови од краткометражни, анимирани, експериментални и документарни. Годинава е најголем изборот на филмови, имавме одлична конкуренција, аплицира над 240 филмови од целиот свет, значи 42 земји. Фестивалот Watch Out е уникатен и за Тетово и за Македонија. Истиот се одвива на отворено, значи во музејот на Комунистичката партија, во градината на музејот, колку што знаеме тоа е единствен ваков фестивал во регионот на отворено. Годинава, како што кажав, конкуренцијата беше изворено добра. Одбрани беа 27 најдобри филмови кои аплицира во 3 категории. Во 3 категории имаме доделено награди. Значи, во категоријата анимиран филм, наградена е Вале Комба Каналес со филмот Ука од Шпанија. Во категоријата на краткометражни филмови, награден е Микел Алваресидо, исто така од Шпанија, со филмот Тюнинг Оскар. А во категоријата на документарен филм, првата награда ја доби Ханис Багашов од Тетово. И тоа е воедно и прв пат на нашиот фестивал некој локалец да добие, да речеме локалец да добие награда. Како што кажав за конкуренцијата, значи со неочекувано голем број на апликации имавме добиено, така да процесот на жирирање беше отежнат. Моравме да составиме и предселекцијско жири, па и потоа и жири кои ќе ги додели наградите. И тоа само покажува колку е во овие изминати 5 години фестивалот квалитативно пораснал. Со фестивалот Велат од Лоја сакаме да ги децентрализираме културните активности кои претежно се случуваат само во Скопје. Ние на ова понуда не гледаме само као уметничка понуда. Првенствено тоа е уметничка понуда, но тоа се случува во еден друштвен и политички контекст. Значи се случува у контекст каде што вие имате една многу централизирана културна сцена во Македонија. Значи се случува во Скопје многу малку надвор. Значи ние работиме малку на децентрализација на културата. Се случуваме во тоа каде што мобилноста кај младите во целата држава постои една апатија. Значи преку ова се нуди мобилност на младите не само внатре во Македонија, туку и Македонија со светот. Ова е понуда која исто првенствено е за љубителите на филм во Тетово да имат можност да ги гледат последните постигнувања во областа на филмот, но исто така е можност за развиток на младите уметници или сите тие кои сакат да се изразат преку овој медиум. Инаку фестивалот веќе 5-та година поред се финансира од традиционално од Институтот ГТ во Скопје, годинава и со поддршка од Америчка амбасада и партнер организација од Германија Вустро. Uka, it is a short film. Значи Ука е приказна за едно мало дече кој живее во еден напуштен простор, напуштена
фабрика во својот сив свет. И она, живејќи во тој сив свет, еден ден сонцето проаѓа крај, значи покрај пенџерите и од тогаш, значи таа се одбила и почнува, значи, да црта во бои. И така од сив свет незиниот се станува шарен. За време на 4 фестивалски дена ќе се прикажуваат филмови од различни жанрови. Во случај на врнежливо време и други временски неприлики, филмските проекции од фестивалот ќе се прикажуваат во просториите на Центарот за балканска соработка Лоја. 12-годишната гостиварка Стефани Гавриловска ја промовираше својата втора книга под наслов Тина и Лина. Делото содржи 20 на раскази кои ги следат случките и доживувањата на две сестри близначки. Тина и Лина е насловот на новото дело на 12-годишната гостиварка Стефани Гавриловска, кој беше промовирано вчера попладне во Центарот за култура во Гостивар. Книгата содржи 20 на раскази низ кои се следат случките и доживувањата на две сестри близначки. О, нека е за добро. За каде сте се доберали вака? Да не одите на свечена вечера? Поточно, Елена, не е вечер, туку утро е. И ќе одиме на училиште со тебе, како и што се договоривме. Заборавивме да ставиме кармин. И двете ги извадија рачните од гледало од чантите. Ставија кармин на усните и околу. По еден час веќе се наоѓаа пред влезот на училиште, но имаше еден мал проблем. Не можеа да влезат во училницата, бидејќи шеширите им беа преголеми, а вратата малечка. За осмислувањето на приказните и ликовите во книгата Стефани вели дека не е било потребно многу време, но по првичната напишана верзија, полека и со посветеност работела на крајниот изглед. Текстовите од книгата ги напишав за околу 1 месец, но подоцна тоа сето го напишав на компјутер, при што додавав различни случки и настани и други ликови, се со цел да им се допадне на читателите. Искрено нема некоја посебна приказна во врска со имињата, но долго време барав имиња кои ќе бидат лесни за помнење, интересни, убави, ќе се римуваат и пред се ќе одговараат на улогата на двете сестрички. Мислам дека Тина и Лина се токму такви имиња. На промоцијата ку сообраќање имаше и рецензентот на делото Николина Јосеска. Времето тече како долга река, река без крај, која брзо и непрестанувачки тече. Стефани, ти благодариме за едно такво дело и ти посакувам уште многу. Стефани Гавриловска е родена 2004 година во Гостивар. Ученичка е во основното училиште Мустафа Кемал Ататурк. Првото дело, збирка песни и раскази Виножито во Рима, го објави пред 2 години. Грчките власти денеска почнаа постепено да го евакуираат кампот во Идомени во близина на границата со Македонија. Најмалку 400 специјалци го блокираат приодот до подрачјето. Владиниот портпарол за бегалската криза Јоргос Кирицис соопшти дека полицијата не употребувала сила. Според него операцијата би траела 10 дена. Во кампот имало околу 8.500 мигранти кои би требало да бидат преместени во други кампови во внатрешноста на Грција. На новинарите им е забранет влезот во Идомени. Големината на посмртните останки на жртвите во авионската несреќа на египетската компанија Egypt Air наведува за евентуална експлозија во авионот, смета египетски судски вештак. Најголемите делови од мртвите тела кои се пронајдени досега се во големина на дланка. Некои од посмртните останки се доставени во 23 лаборатории за анализа во Кајро, истакна представник на египетските власти за судска медицина, кој е дел од истражувачкиот тим и лично ги испитувал останките на жртвите. Истражни органи досега не пронашле какви било траги од експлозиви, кои можат да наведат за евентуална бомба во авионот на египетската компанија. Моментално се вршат ДНК анализи на посмртните останки со цел да се идентификуваат жртвите и да им бидат предадени на нивните семејства. Во авионската несреќа загинаа 66 лица.
Независниот кандидат поддржан од Зелените Александар Ван дер Белен е новиот австријски претседател. Австриската крајна десница го призна поразот во вториот круг од претседателските избори во Австрија по оспоруваната трка. Во понеделникот кандидатот на десничарската партија на слободата Норберт Хофер изјави на социјалните мрежи дека се чувствува тажен од поразот. Тој доби 49,7% од гласовите на избирачите, наспроти 50,3% за неговиот противник и поранешен лидер на партијата на Зелените Александар Ван дер Белен. Трката меѓу двајцата беше исклучително неизвестна и до последен момент не беше јасно кој од нив ќе биде фаворит на избирачите. Француската влада се уште повикува јавноста да не крева паника, иако кризата со горивата изгледа се продлабочува. Во понеделникот навечер министерот за транспорт рече дека близу 2400 бензински пумпи од 12.000 во земјата се или останале без гориво. Тоа е зголемување за околу 1000 спрема понеделникот наутро, кога само 1500 бензински станици, главно во северните и западните делови на Франција, беа останале празни. Недостатокот е предизвикан од комбинацијата од блокирањето на нафтените рафинерии и депоа за гориво од синдикатот и паника меѓу возачите кои ги полнат резервоарите од страф од недостиг. Времето денес беше умерено облачно, попладне со локален дожд и појава на ретки грмежи. Дуваше умерен до засилен западен и југозападен ветер, кој достигнуваше брзина од 70 км на час. Утринската температура се движеше од 6 до 13 степени, а дневната од 18 до 23 степени. УВ индексот изнесуваше 7. Според метеоролозите, утре не очекува слично време, умерено облачно, попладне со локален дожд и појава на ретки грмежи. Ќе дува умерен до засилен ветер. Утринската температура ќе се движи од 4 до 11 степени, а дневната од 17 до 23 степени. УВ индексот ќе изнесува 6. Почитувани гледачи, ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Пријатно!